Ова јавување е од манастирот Свети Димитрија на влезот во Велес, од правецот на Градско, и соговорник го имам Дарко Николовски, историчар на уметност од Националниот конзерваторски центар. Поводот за ова ваше гостување, за овој разговор е што за вашето откритие за ктиторот кој што беше пронајден на влезот од манастирската црква. Што тоа вие откривте, кои се податоците со кои што јавноста треба да биде запозната? После повеќе годишни конзерваторски работи во црквата Свети Димитри, конечно се открија значајни откритија за историјата на манастирот. И ако треба да кажам, Свети Димитри, иако е споменик на културата кој потекнува од крајот на 13 век, многу малце историски податоци има сочувани за него. Затоа и овие откритија од оригиналниот живопис од крајот на 13 век се значајни за историјата на манастирот, и во случајов откритијата се откриени во припратата на црквата, иако имаме деломни откритија, значи тие биле, црквата била пресликана во 19 век и успеавме да откриеме неколку значајни фрески од оригиналниот автентичниот живопис и едно многу значајно откритие, а тоа е, значи, се откри ктиторот на манастирот. И тука можеме да го видиме, значи, позади мене одека се откриен е ктиторскиот надпис, кој благодарејќи на нашиот руски колега Виноградов, кој успеа да го расчита овој грчки текст, и во кој, значи, се даваат податоци за историската личност, ктиторот на манастирот. Тој е Котаница, името му е Котаница. Тој е и каде пишува дека во 1297 година манастирот, значи, е практично неговиот дар бил направен во 1297 година, неговиот ктиторски дар. За името Котаница ни е познато, тој бил историска личност и за него е познато дека тој бил византиски пребег, значи во периодот на крај на последните децении на 13 век, на границата помеѓу Византија и Србија, во регионот, сега гледаме дека и во регионот на Велес, кој можеби бил и негово седиште, како еден воен гарнизон, тој во еден момент се осамостоел како самостоен феудалец, кој почнал да води битки сам за себе, освен кога бил во Византија, сега се издвоил. Во еден период бил и дури и затворен, и потоа во Византија, и неговата историја многу, речем, интересна, како некој филмски трилер. Тој успеал и да избега од манастирот и повторно да се врати во овој регион, каде што продолжил да ги вознемирува византиските сили, но овој пат ја поддржувал страната на српската војска на кралот Милутин, со кој заеднички самостојно и заеднички со него, значи, ја напаѓале Византија. Тој во мировните преговори со Милутин бил меѓу позначајните услови било мировниот договор да се потврди со тоа што Котаница морал да биде предаден од страна на Милутин на византиската власт, бидејќи представувал, очигледно дека представувал опасност за Византија. Тој аспект, значи, добивме доста нови сознанија, со тоа што покрај тоа се откриени, речеме, и
други значајни циклуси, иако делимично откриени, го имаме еден циклус на Свети Димитри, со што се потврдува, нели, посветата на манастирот. Тука се сочувани на ретки сцени на каде Свети Димитрije губива воинот или Авгар, или една сцена каде што се представува дел од циклусот на Свети Димитрije во кој трговецот Господ го праќа да донесе храна жито за да го спаси Солун од обсадата. И потоа имаме сцени од страшниот суд, исто така редок циклус од постар пример на овој редок циклус. Има една легенда во Кивелешени што се раскажува за црквата, дека била 5 века под земја. Дали има некои научни основи за една таква приказна што се шири? Подкрепено е, единствено може да е она де факто што е подкрепено, гледаме дека значи јужниот зид тој е пробиен и во одредено време во 19. век бил обновен со друг опус на камен, со кршен камен, потоа се гледа дека значи во одреден период навистина црквата настрадала. Сега прашањето, како што вели легендата, дека има легенда една која наводно дека турците кога го освојувале Велес од спротивната страна на брдото со топови пукале и на тој начин предизвикале одран на камења и со кој е затрупан манастирот. Но сега во некои понови истражувања од турски архиви се појави податок дека во периодот на 15. век, на почетокот имало значаен голем земјотрес кој практично го предизвикал овој одрон и затрупување на манастирот. Сега прашањето дали манастирот бил целосно затрупан или делумно, тоа е отворено прашање и ќе остане и понатака да се истражува, да се види. Тоа се надевам дека до некои други податоци ќе дојдеме, ако продолжат конзерваторските истражувања во внатрешноста на црквата, во наосот и во олторот. Еве сега, например, правиме истражувања имануелни со термокамери на друг начин, да дојдеме до податоци за евентуално, пошто внатрешно на црквата исто така целосно пресликано во 19. век, нашите напори се поново насочени кон тоа да го откриеме автентичниот живопис од крајот на последните децени на 13. век. Имаме индиции дека некои сочувани моменти има. Сега прашањето е дали можеме со овие технологии или мануелни истражувања, правење сонди да откриеме поголеми количина за да можеме да продолжиме со отстранување на 19. век и откривање на автентичен живопис. Благодарам за овој разговор. Тоа ќе биде и повторно во некоја пригода годинева да дојдеме да видиме што се промени при овој ваши истражувачки работи. Да, благодарам многу. Тоа беше Дарко Николовски, историчар на уметност од Националниот конзерваторски центар, кој што деновиве престојува во манастирот Свети Димитрije, каде што работи на дополнителни нови истражувања. Студио